Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор. Темата која што утрово ја обработуваме е хематурија или крв во урината. Крвта во урината или медицинскиот термин хематурија е симптом кој што многумина предизвикува страф и тоа е навистина со право. Односно, докторите велат тоа е знак, а причината е нешто сосема друго, кое што мора да се открие за да се знае како понатаму и што да се прави за да не обстојува подолго време ваквата состојба. Кога е аларм да се посети лекар, што значи, кои се причините, кои се фактори кои што го зголемуваат на ризикот, каква е појавата на хематурија, односно крв во урината кај мажите и кај жените, кои состојби или супстанци може да ја пребојат урината и ред други прашања кои што ќе ги обработиме токму во ова денешно ново издание на Фактор здравје. На оваа тема утрово разговараме со доктор Маја Милованчева Поповска, доктор на медицински науки, специјалист интернист нефролог. Добро утро, доктор Маја, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билена, добро утро до сите гледачи во ова ладно утро, меѓутоа кај нас на емисијата топла атмосфера и интересна тема, која мислам дека е интересна и за гледачите и за сите, затоа што појавата на крв во урината, пребоена урина е алармантен знак, како што кажа. Така, не треба да чекаме ако се појави ваквата состојба, е знак, така не е болест сама по себе, но дали ја подценуваме некогаш, барем од она и што го гледате во ординација, кога ќе дојдат пациенти, ќе се пожалат на ваква појава, дали задоцниле, дали навреме дошле? Како што кажавме, значи тоа е знак, не е заболување, не е нешто што е точно определено кога ќе кажеме крв во урината, да знаеме од каде. И треба да се најде причината, значи што порана диагноза за да може соодветно да се лекува. И зошто е важна? Затоа што може да е сосема безазлена, меѓутоа може да е и многу сериозна состојбата која ја предизвикала таа појава на крв во урината. Честотата не може многу лесно да се одреди, бидејќи многу често пациентите и кога ќе забележат крв во урината, ќе се случи еднаш или два пати и ќе кажат ништо не ми помина, нема зошто да одам на доктор. Па после неколку месеци повторно да се појави, па пак да се јави, па пак да кажат не ми е ништо. Во некој случај може да трае и тогаш може пациентот да се уплаши, особата да се уплаши и веднаш да дојде на доктор. Меѓутоа, не е за подценување секако. Особено ако се јавува така, повремено се јавува, па исчезнува, се јавува, па исчезнува, а пациентот не може да си објасни зошто тоа се случува. Првиот знак дека нешто се јавува, најчесто е во амбулантските услови, кога на случаен рутински преглед на урината, на дипстик, тоа е она тракичка што се става во урината кога се испитува во чашката, ќе се појави некој плюс, 1 плюс, 2 плюса на крв, односно еритроцити. И тогаш се пали црвеното светло, нешто се случува, ако тој број на еритроцити го надмине нормалниот очекуван број што зимаме дека е нормално наод на еритроцити во урината. Еритроцити тоа се црвени крвни зрнца. Значи нормално во урината може да се најдат еритроцити, во различни лаборатории различно е, меѓутоа се зима од 1 до 3, од 1 до 4 еритроцити да може да се најдат во урината. Сега, зошто и нормално ги имаме, нели? Еритроцитите може да се губат и до 1 милион еритроцити за 24 часа во денот. Значи, тоа е нормално, која бројка потоа дава да имаме 1 до 4 еритроцити во урината на дипстик кога се прави во амбулантски услови. Меѓутоа, тоа не значи дека нешто алармантно се случува. Но ама и тоа е на случаен рутински преглед. Тоа е на случаен рутински, пациентот сам тоа не го забележува, така? Микроскопска или макроскопска, кога велиме после ќе ги објаснуваме и поделбите и видовите.
Така да тоа е нешто што не е нормално, односно нормален губиток на еритроцити со урината и со тоа нема ние да искрвариме. Значи не можеме да станеме анемични заради тоа слабокрвни. Друго нешто што е многу важно, да не се уплашат пациентите, е тоа дека и 1 милилитар на крв, значи само 1 милилитар на крв, може да обои 1 литар на урина. Така да тоа не значи голем губиток на крв, сакам да кажам. Значи ќе се види крв во урината, меѓутоа тоа не значи дека човек може до толку да искрвари. Затоа што и да види толку, веднаш ќе се јави на лекар најчесто. Така да тоа е состојба која би требало да доведе до тоа да пациентот, односно особата, се јави на лекар и да се открие причината понатаму зошто тоа се појави. Алармира кај докторот и ако се повторува да се води сметка, да се следи состојбата. Така. Ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Следете не, јавете се, поставете прашање. За хематурија или крв во урината, зашто е важно навреме да се открие, соодветно да се испита и да не се игнорира. Утрово разговараме со доктор Маја Милованчева Поповска, доктор на медицински науки, специјалист интернист, нефролог. Патот од симптом до диагноза. Сето тоа ќе го почнеме од почеток за да стигнеме до овој момент. Она што е најважно кога ќе се појави крв во урината, веднаш да побараме, односно да направиме преглед и да побараме совет од лекар. Кои се причините кои што може да доведат до оваа состојба или знак кој укажува некогаш на нешто? Рековме дека е сериозно ако се јави најчесто, меѓутоа во многу голем број случаи може да биде и безазлено. Така да не секогаш е да се помисли на карцином. Меѓутоа, во голем број од случаи може да биде малигнитет, карцином, затоа треба да се разграничи прво од каде потекнува. Значи, многу е важно да се разграничи од кој дел на уринарниот тракт нас ни доаѓа крвта во урината, од каде се појавува. Бидејќи може да биде од било кој дел во уринарниот тракт. Може да биде од бубрегот, може да биде од уроепителиумот, значи и од самиот канал нешто да се случува тука, може да биде од бешиката, од уретрата, а кај мажи може да биде и од простатата. Значи имаме повеќе нивоа, повеќе места од каде може тоа да потекнува, тие еритроцити, таа крв во урината што ќе ја најдеме, и за да избегнеме непотребни испитувања, најдобро е прво да разграничиме дали потекнува од гломерулот, ќе кажам што е тоа, или е екстрагломеруларна. Значи, гломерулот е мала единица која е составена од нефрони. Тоа се мали единици, функционалните единици што го сочинуваат бубрегот, кои всушност ја филтрираат крвта за да се добие урина. Тука постои една гломеруларна мембрана која има мали отвори низ кои може да поминат еритроцитите, црвените крвни зрнца, и затоа кажавме, нели, 1 до 4 може да се јават нормално во урината ако се испита во било кој примерок во текот на денот. Но, ако таа мембрана, таа гломеруларна мембрана, таа филтрациона бариера биде оштетена поради некаква инфламација, воспаление или некој имунолошки процес, тогаш може да се случи да тие отвори низ кои нормално не поминуваат еритроцитите кои се големи, тие црвените крвни зрнца, сега станат поголеми и низ тие отвори почне да се губат еритроцити. Во другиот случај имаме кога причината не е во тие гломерули, не е значи во бубрегот, не е туку е екстрагломеруларна. Кога кажуваме за екстрагломеруларна, тоа значи во било кој друг дел од тој урогенитален систем може да се појави крварење.
Сега, тука имаме многу причини. Но најпрво што гледаме е каква е урината. Кога имаме гломеруларна, тогаш урината е покафена боја, не е јасно црвена бојата, него е покафена како пиво, како Кока-кола ја опишуваат пациентите. Обликот на еритроцитите може да се види ако се направи под стакло, да се гледа под микроскоп, значи да се видит еритроцитите. Еритроцитите кај гломеруларната хематурија се дисморфични. Значи тие не имаат обликот и формата како нормално црвено крвно зрнце, туку се мембраната нив име како променета, искривени се. Додека кај екстрагломеруларната, значи од било кој друг дел на уринарниот тракт, крварењето најчесто е јасно црвена крв, може да има коагулуми, значи згручувања, и може да има и други симптоми. Кај гломеруларната, значи можеме да имаме и други симптоми што би укажувале, например, протеинурија, белковини во урината, може да има цилиндри, што ќе ни каже, да, можеби сепак се работи и ќе треба да го насочиме дијагностичкиот процес во таа смисла. Ако кажеме дека не е тоа, тогаш бараме друга причина. И тука е најважно да направиме таа диференцијална дијагноза, зашто би можело да станува збор за да натаму продолжиме со испитувањата. Испитувањата со одбитните, односно, да не губиме време, да не губиме дополнителни средства и сите ресурси. Да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Ало? Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата, до водителката и до докторот. Ви благодариме. Докторче, јас сум на возраст од 78 години. А имам намалена функција на бубрезите. Правев не можам да ви кажам сега моментално. Испитување. Правев тие последните што искочија. Добро, ви знаете што. Добро, што покажаа резултатите од она што сте го направиле како испитување? Резултати за сега докторката вика дека си ми уред, креатининот ми е 92, а тие резултати што ги правевте, што не можам да се сетам, за ми 3А со мало Б. Тука ми ги земаа тоа крв, мокраца, се и ги носи у Скопје, јас се јавувам од Кочани. И сакам да ми кажете за мојата возраст, дали е тоа доволно, дали не ми е за друго, доктор, само ми е страв да не дојдам до диализа. И ако можете да ми кажете, ако сакате, знаете да кажете, што треба да јадам? Ја прво сум изгладнета. Не знам што да јадам. Вода пием по 3 литра денеска. Обавезно. Од сабаја почнем од 4 и пием лекови. И до вечер, до дека ќе си легнам, јас се со вода, со некој сега поради грипа електролити пијам, еднаш на дено, некој 2 пати. Во ред, да. Така, ви благодариме за ова што, доволно беше што ни го кажавте, за да добиете совет и препорака. Доктор Маја, што ќе ја советуваме гледачката? Значи, вие сте на возраст од 78 години, меѓутоа не знам дали имате други пропратни заболувања што би можеле да влијаат на бубрезите, односно на бубрежната функција. Како, например, висок крвен притисок, шеќерна болест, кои се две состојби кои може да влијаат на самата функција на бубрезите покрај возраста што ја имате. Бидејќи нормално и со возраста функцијата на бубрезите физиолошки почнува полека да се намалува. Тоа 3АБ што ми го кажувате, предпоставувам дека станува збор за гломеруларната филтрациона рата, ГФР, ако ви е напишано со скратеница.
тоа е степен на бубрежно оштетување. И со тоа ние мериме колку бубрезите всушност работат. Значи станува збор за двата бубрега. И вашата докторка фино ги израчунала тоа и треба да ги следите препораките што ќе ви ги дадат, затоа што сега има и нови лекови кои се препорачуваат во ваква состојба да се дадат за да се спречи, односно да се намали времето до диализа, односно да се успори тој процес на прогресија. Бидејќи ние прогресијата на бубрежната слабост не можеме да ја стопираме, односно, меѓутоа можеме да ја одложиме, односно да се што побавно настане тој процес на влошување на бубрежната функција. Така да треба да ги следите препораките од вашата докторка, да разговарате за кои лекови, односно модалитети на третман е најдобро за вас, а што се однесува до исхраната. Исто така, советот од вашиот доктор, бидејќи не е само важно уреата и креатининот да се знаат, важно е и каков е калиумот, еден од електролитите, пошто вие сега спомнавте пиете електролити, тоа е прашање дали е во ред или не е, треба да се посоветувате со докторката. Исто така, треба да видите дали имате протеини во урината, бидејќи не ја знам целата состојба, значи дали ќе треба можеби да се направи и мала корекција во внесот на белковини со исхраната. Така, во поглед на водата, така, вода треба да се пие, така да се хидрира. На 2 литра, ако регуларно мокрите, во рете. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Прво поздрав до емисијата. Јас сум гледачка на 65 години. Ви благодариме. Вака, кога правам анализа со урина, мислам на крв, целата таква испитување, јас секогаш по урината имам крв. Последното испитување ми е пред неколку месеци во не е важно сега. Хајде, меѓутоа ми е дозволено е од 0 до 5 и јас имав во урината крв 50. А горе ми пишува физички и хемиски испитувања, урината е бистра. Направив повторна анализа, беше во таму биотек со плюс само, позитивен, колку тоа не знам. Јас на моја рака бев на абдомен, правев ехо, заради да нема некои камчиња, да ми кажа дека нема и сега не знам што, каде да се испитувам, што да правам понатаму. Така, што би требало да се направи? Ви благодариме за јавувањето. Да, ова е крв многу која што интерес. не ја забележува пациент, гледачката. Не мора. Така? Не мора. Само на испитување се појавува. И ова е еден од тие случаи кога треба да се запрашаме сега од каде потекнува тој голем број на еритроцити во урината. Секако дека прво треба да се земе соодветна урина, да е прва утринска и среден млаз. Значи се надевам дека тоа е запазено при земањето на урината. Бидејќи станува збор на женска особа на 65 години, предпоставувам веќе во менопауза, значи не можеме да кажеме тоа е менструално можеби крварење, па се нашле тие еритроцити во урината. Ќе треба да се направи добар гинеколошки преглед и да се исклучи дека нема гинеколошко крварење, каде што треба да се видат и ехо, јајници, матка, грлото на матката, нели, да се земат брисеви, да не се работи за некаква сепак инфекција, па да крварењето не е од тамо. Значи прво да се расчисти дали станува збор за гинеколошко потекло на таа крв или е уролошко, односно уронефролошко потекло. Ако се исклучи дека не се работи за гинеколошко, тогаш се оди на понатамошните исследувања да се види убаво урогениталниот систем, да не се пропушти сепак негде, да не има некаква промена на самиот зид на бешиката. Ако горе немаме каменчиња во бубрезите, нели, или некој каменче што е заглавено и не се видело, треба да се види убаво бешиката. Значи зидот на бешиката,
поготово кај пушачи, бидејќи јас сега тоа ќе го кажам, тоа така, е ризик фактори, така кои што пушењето е еден влијат од ризик факторите за појава на карцином на бешика. Порано беше само кај мажите, меѓутоа се почесто е возраста исто се намалува и се повеќе се јавува и кај жените. Значи треба и тоа да се исклучи. Ако и тоа се исклучи, тогаш се одат на дополнителните исследувања. Можеби ќе треба да се прави цистоскопија, значи со камера да се влезе, цистоскоп, значи во бешиката и да се види од внатре зидот на бешиката, да не постои па некоја леукоплакија, затоа што иако леукоплакијата не оди баш со крварење, меѓутоа да се исклучат и други можни полипи или нешто друго што би представувало извор на ова крварење. Ако се посомневаме и се појави и протеинурија или и цилиндри, тогаш можеби ќе треба да се направи и биопсија на бубрек. Сега ги кажуваме и диагностичките процедури, нели, што се. Или пак да се направи компјутер. Значи треба прво и основно да се направи добар ехо преглед. Ехо преглед, значи ултрасонографски преглед на урогенитален систем. Така, Да се повтори таа урина, значи уште еднаш да видиме дали повторно ќе се јави тој број на еритроцити, дали ќе биде помал или повеќе, дали ќе се може и да ги нема, па тогаш останува процес на следење само, или да се прави веднаш со тие процедури што ги кажа. Мора да се исследувања. Да, ова треба да се расчисти од каде е потеклото на таа крв. Самата, како што разбрав јас гледачка, кога се јави, кога ја проверува урината, така веројатно почесто така се појавуваат тие појавуваат, само не е исто дали има еден крст кога имаме малку еритроцити или е веќе 50. Значи тоа е различно така, и треба да се разграничи. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Јас се извинувам, јас сум истата гледачка, пред малку што ве се јави 78 години. Добро. Да ја кажам на докторката дека имам направено скрининг, што ви го кажа тај резултат, имам точно дијабет, имам порал крвен притисок висок, ама сега како пијам овие за мокрење флорасимидо и вода што пијам, многу ретко ми се качува притисок и слабо ги пијам лековите. Резултатите ниту калиум, ниту другите резултати, ништо немам покачено. А сакам да ми каже докторката, до сега на мене никој не ми е спомнал да ми даде лек за оваа болест. Никаква таблета, ја ништо не приимам. Добро, ви благодариме. Како што ви кажав, значи точно искочи дека имате и дијабет, имате и висок крвен притисок и процесот на старење на крвните садови, таа природна артериолосклероза, односно атеросклероза, че сето тоа доведува до намалена функција на бубрезите, затоа имате тој стадиум на 3А, што е стадиум на една стабилна бубрежна слабост, значи тоа мораме да кажеме дека е сепак бубрежна слабост, и намалена функција на бубрезите која може уште долго години и со години да се одржува, значи да се спречи понатамошното влошување на таа бубрежна функција. Така да има нови групи на лекови, треба да ја разговарате со вашата матична докторка или да ви упати на нефролог, каде што ќе се дадат тие лекови. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Добро утро. Ќе го намалите само тонот на телевизорот, ве слушаме, повелете. Ало? Добро утро, да, во програма сте. Добро утро, поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторката. Секако. Ова мислим, имам такви проблеми. Јас беше оперисан, на двата бубрега се ми оперисани, имаше камчиња во нив, и после неколку години левиот бубрег, ми откажа и лев бубрек ми остране. И сега сум со еден бубрек. И ја увек креатининов кога правам анализа лабораториски, стално правам, креатининов никад не ми е под 200 доле, увек ми е над 200. И сега имам проблеми, докторката може, мислим дека е запознаена и ја ценам, имам повеќе пати и легано на нефрологија, нешто на урологија. И имам голем проблем сега
оти многу носев тогаш сонди, нешто катетри. Сега имам проблем со мокрењето. На 5 минути, кога се измокрам, за 5 минути ме врате пак у тоалет да мокриш. И ноќеска простатата не ми е голема, али имам проблем со некоја бактерија. И сега кога направам лабораторија на микробиологија, ми дадет некои резултати што такав на никој антибиотик не одговара таа бактерија, не резистентна. Не може да немам ни еден антибиотик за таа бактерија. И сега за моја докторката дали може нешто да ми врска со тоа да ми објасне нешто. Овој проблем го имам многу, ми е лошо. Ноќеска може 10 пати да стануваш. Така. И го нарушува квалитетот на животот. Така, да. Да, ви благодариме за јавувањето. Останете со нас до самиот крај. Ќе погледнеме блок реклами, а виднаш по рекламите ќе го чуете и советот и препораката. Виднаш по рекламите гледачот ќе очекува да го слушне советот и препораката. Што од сето ова што ни го кажа како проблематика би му посочила? Случајот е сложен. Камчињата се еден од причините, во 20 до 25% случаи, причина за појава на крв во урината. Така најверојатно почнало и кај пациентот уште тогаш, и тоа со симптоми, бидејќи може да биде и асимптоматска, рековме, хематуријата. Но сега за сега, значи, да се фокусираме на пациентот и неговата состојба, која е сложена, бидејќи имаме бубрежна слабост со креатинин 200 и со еден бубрек кој треба да се чува. Значи, тој бубрек мора да се чува, бидејќи другиот бубрек, левиот, е изваден. Носени се во повеќе наврати сонди. При секоја интервенција хирушка, колку и да се стерилни условите, сепак може многу лесно да дојде до внес на бактерии. И во повеќе наврати, бидејќи се носени сонди, оперирано, имало хидронефроза, имало камчиња, и секогаш камчињата идат со инфекција со камчиња, тоа се многу често се изменуваат. И што се случува со тек на време? Кога ние примаме антибиотик за една бактерија лекуваме, таа ја лекуваме, излегуваат другите бактерии да букнат, што викаме. Така да во тој случај, поготово кај повторувачки појава на камчиња, повторувачки интервенции, ставање сонди, вадење сонди, многу често се накалемуваат и бактерии кои не се само обична уринарна инфекција, него се од други бактерии кои се болнички соеви. Така ги викаме. Тие болнички соеви се резистентни бактерии, кои затоа не реагираат на ниеден од тие лекови што можеме да ги дадеме на уста. Сам пациентот да ги зима, туку се бактерии како што се псеудомонас, клепсиела, протеус, кои се веќе и станати резистентни од толку многу примање на лекови и реагираат на 1-2 лека кои се примаат во болнички услови. Така да и што овде и во сега, оваа ситуација? Што сега? Не може пациентот до крај на живот да биде со антибиотска терапија, туку треба да се види дали има и симптоми, колкав е бројот на тие бактерии, дали прави некакво дополнително оштетување таа бактерија на организмот, односно, затоа што и антибиотиците сами по себе, ако имаме злоупотреба, тие ќе доведат до дополнително оштетување на бубрежното ткиво, кое ние сега треба да го чуваме тој еден бубрек, нели, кој веќе ни е со намалена бубрежна функција. Така да во договор со докторот, уролог или кој го води пациентот, треба да се види кога навистина ќе треба да се примаат тие лекови кои се примаат во болнички услови. Тие не може да се даваат дома во домашна посета или во амбуланта да се примаат. Значи треба да се види тајмингот кога ќе треба да се лекуваат тие инфекции. Затоа што до крај на живот не може да се лекува. Значи ќе се пијат чаеви, ќе се пијат некои антисептици, ќе се пие доста течности. За другиот проблем, што е за мокрењето, иако пациентот честото одење во значи тоа може да е поврзано со инфекцијата. Меѓутоа, поради возраста
иако самата простата е рече мала, не е он зголемена, рече не да, е зголемена. Меѓутоа настануваат внатре промени на самиот канал, затоа што изводниот канал од бешиката низ кој излегува урината, нели, за да се измокри таа уретра, на влезот каде што, односно излезот каде што излегува од бешиката, настануваат со возраста стеснувања. И треба со уролог, бидејќи пациентот и онака е уролошки случај, да се види, да се направи можеби проширување, нели сега е тоа ласерското проширување на тој дел за да му се олесни, за да не иде толку често на... А меѓутоа тоа е уролошки проблем и со уролозите треба да се види. Има и лекови, треба да се види дали се доизмокрува, можеби останува рест урина, односно за останоток на урина, па заради тоа пациентот се почесто и почесто... Така, да. Но Но и ова првото што ни го каже да. и за кое што дадовте препорака е многу посериозно, така тоа и многу се треба две работи да кои се на двете внимава. работи треба да се следат и третираат. Така. Имаме уште еден гледач, ве слушаме и вас, повелете. Добро утро. Поздрав до емисијата, до гостинката. Ви благодариме. И јас сум на возраст од 67 години. Пред 2 години бев опериран од бенигден тумор на бешика. Сега во последно време поново ми се јавуваат некои проблеми, некои тапи болки во левата страна на бешиката, а воедно имам изголемена простата. Сега ми дават овие тамсилузин, танис, дутапрос, али нема ефект на намалување на простатава, а немам проблем со мокрењето. Исто воедно имам уште еден проблем што ми е откриена е фиброзна плахна. И сега не знам на која страна да терам. Сега поново ми се јавува некоја матна мокрача, некој како крв да имам во мокрачата. Па да ми дај совет докторка, што може да види, што да превземе. Секако веднаш ќе слушнете. Овде повторно имаме два проблеми. Едниот проблем е со бенигната промена на бешиката, на зидот на бешиката, што е опериран пациентот, и проблем со простатата. За простатата дадени се лекарства, тоа се два типа на различни лекарства кои делуваат на мокрењето. Сега јас не знам колку е голема простатата, но дутастеридот е хормоналната терапија која се очекува да влијае на намалување на простатата. А зошто не делува кај вас и не се намалува, тоа треба со урологот што ви ја дал терапијата да зборувате. Што се однесува до таа бенигна промена на бешиката што е оперирана и сега што имате повторно матна урина и крвава, тоа треба веднаш да се провери. Значи треба да се направи добар ехо преглед, значи добар ултразвучен преглед да се направи, да се види уште еднаш убаво зидот на бешиката и ако не може веднаш да се упати на цистоскопија. Значи тоа се двете работи што треба што поскоро да се направат за да се види иако била таа бенигна промена повторно да не се јавило. Бидејќи кажувате дека имате и болка дополнително од левата страна каде што било интервенирано. Така, да. Така да веднаш да се јавите за понатамошни исследувања, дали кај вашиот уролог што ве оперирал или кој пат ќе го, нели, докторот да видите со докторот матичен. Може би ќе бара повеќе испитувања и исследувања, но мора да се најде, нели, решението за овој проблем кој што повторно се јавува. Го има и се јавува, да. Доктор Маја, на крајот сме. Во една реченица само, да не ја подценуваме, да не ја игнорираме ваквата состојба, ако се појави крв во урината, никогаш урината ја пребојуваат и некои субстанции, нели, и некои состојби. Овошје, зеленчук, така со црвена боја, ама тоа ќе знаеме дека дента сме го конзумирале така, па кога веќе ќе исчезне, не мора да не плаши. Во секоја друга ситуација би требало да посетиме лекар. Секако има, може да биде безопасна, ама никогаш може да крие и посериозна причина. Во 50% случаи
најчесто се или уринарна инфекција или каменчиња, меѓутоа другите 50% случаи треба да се испита од каде е потеклото. А што се однесува до храните, сега нели сите модерно е здраво да се храниме и црвени нели овошја и зеленчук да се јаде, значи цвекло, капини, боровинки се најчестите храни кои може да ја пребојат и да дадат црвена боја на урината, така да не секогаш треба да се плашиме ако видиме црвена боја. Меѓутоа има и голема група на лекови кои може да дадат црвено пребојување на урината. Значи не станува збор за хематурија, не станува збор за крв во урината, меѓутоа даваат црвено пребојување. Тоа се нитрофурантоин, метилдопа, кинин, сулфонамидите, аспирин може да даде, антикоагулантните лекови исто, се пие синтром, се пие сарелто. Значи, се тоа, кај некои пациенти може да има симптоми и да појават крв во урината, кај некои не. Тамо е проблем немањето на некои ензими во организмот, односно во црниот дроб, каде што тие не се преработуваат соодветно, па затоа може да дадат. Или предозираност. Значи, во многу случаи имаме и предозираност. Пациентите взимаат лекарства и дози на своја рака. Но во секој случај кога ќе се консултираме со лекар, матичниот или лекарот кој што не води, тој ќе знае каква е состојбата, какви терапии примаме, па ќе знае да предпостави. Така, дали треба дополнително да се исследува или да се диференцира за што станува збор. Така да. Ви благодарам, доктор Маја, за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден. Се гледаме повторно во понеделник со ново издание на Фактор здравје.